Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро од Кавадарци. Поздрав до сите вас кои и денеска ќе бидете со нас, ќе следите нашата ова утринска емисија која се емитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме 4 февруари 2022 година, петок 35 ден во годината. Сонцето во Кавадарци утрово изгрева 6 часот и 41 минута, а ќе зајде во 16 часот и 51 минута. Утрово во Кавадарци сам на претежно студено, минус 4. Според денешната прогноза, која ни кажува овде од Хидрометеоролошкиот завод, дека имавме претежно студено утро, во западните делови температурата падна скроз до минус 14, а ќе биде некаде до 4 плюс во западните делови. Во Скопскиот регион од минус 5 до 4, во Беровскиот исто доста студено утрово, минус 13 до 4 степени ќе се крене температурата. Во Гевгерискиот регион од 0 до 9, во Тиквишијата, како што спомнав, од минус 4 до 6 степени, во Пелагонија минус 9 до 3 и Охридскиот од минус 6 до 5 степени, што значи ќе имаме претежно променливо време денеска, како што кажува и самата прогноза, сончево со мала до умерена облачност, предпладне ќе дува слаб северен, а попладне слаб до умерен јужен ветер. Нешто слично ќе биде и утре, малку ќе се крене температурата, сончево со мала во северозападните и западните делови до умерена облачност, која до крајот на денот ќе се зголеми. Во текот на ноќта во северозападните делови ќе има локални врнежи од дожд и снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Значи температурата малце ќе се крева, така да за викендот и после викендот температурата ќе оди до 13 степени во текот на денот. Што се однесува до воздухот, според мерната станица од Кавадарци ни покажува дека имаме релативно чист воздух ова утро, така да можеме да излеземе надвор во природа. Денеска и пазарен ден во Кавадарци, може да го посетите и градскиот зелен пазар. Што се однесува до дневните информации на Автомотосојузот на Македонија, тие ни соопштуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од нашата држава. АМСМ сепак препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде што има можност за отпојава на одрони. Ова посебно се однесува на делниците Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Ова беа сервисните информации, но да се подсетиме на денешен ден што се случило во светот. Денеска, рековме, е 4 февруари, на денешен ден 211 година умрел римскиот цар
Лук Септими Север Партинакас, основач на династијата Север, која ограничил власта на Сенатот, а наместо него Царскиот совет почнал да ги донесува законите. На денешен ден, 1783 година, Велика Британија во Париз го потпишала договорот за признавање на САД, со што била завршена 8-годишната британско-американска војна, позната како Американска војна за независност. На денешен ден, 4 февруари 1783 година, Велика Британија во Париз, добро тоа го спомнавме, значи потпишаниот договор, меѓутоа неколку години подосна, 1789 година, председателот на САД бил избран Џорџ Вашингтон. Бил американски председател 8 години, но се повлекол од функција во 1797 година и одбил по трет пат да биде кандидат за шеф на државата. На денешен ден, пред 150 години, значи 1872 година, во Кукуш, Егејска Македонија, роден Гоце Делчев, познат во Македонија револуционер кој навистина оставил голем белег во нашата историја. Ние како деца, па и вие постарите, учевме во училище дека Гоце Делчев е навистина наш херој. Бил убиен на 4 мај 1903 година во борба против османлиската војска во селото Баница Серско, во егејскиот дел на Македонија. Загинал големиот великан Гоце Делчев. Значи денеска Гоце Делчев, кога би бил жив, би имал 150 години. На денешен ден, 1889 година, е роден германскиот политичар и економист Лудвиг Ерхард, западногермански канцелар. Од 1963 година до 1966 година бил, значи, германски канцелар. На денешен ден, 1897 година, на Филипините избила бунт против САД, значи, кои одбија да дадат независност на оваа поранешна шпанска колонија. Филипините својата независност ја стекнале дури во 1946 година. Еве, гледам овде што да ви пренесам, нешто што е интересно за сите нас, почитувани гледачи. 1974 година, на денешен ден, Гренада прогласила независност во рамките на британскиот Комонвелт. Еве уште еден интересен факт. 1976 година, на денешен ден, во Гватемела избил, односно се случил земјотрес, каде што загинале 23.000 луѓе, а милиони и пол останале без покрив на главата. Добро, во 1990 година, на денешен ден, во напад од заседа на автобус со израелски туристи, исламски терористи во Египет убиле 9 туристи и 2 египетски полицајци, а раниле 20 луѓе. Еве, тоа го запишала историјата, има уште многу настани, но се подсетивме на некои главни моменти и настани во историјата кои се случиле, почитувани гледачи, токму денеска на денешен ден, 4 февруари. Одеме сега да слушнеме една убава христијанска песна, а потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Ruke podižemo tebi, tvome silnom imenu, hvala ti za ljubav, to spasenje, za tu žrtvu što si dao, na domovni radi nas, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije
spremni za večno sa tobom, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Срдечен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија. Следува рубриката Капки на мудроста и приказна за деца и за возрастни. Овутро сакам да споделам неколку капки на мудроста што ќе не подсетат за некои интересни животни мудрости кои некој ги доживел, ги запишал, па еве може да ги споделам во овој миг. Ако нешто вистина, зарем е тогаш важно кој тоа го рекол. Срцето е најсрекно кога чука за други. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето, тешкотијата е за духот. Значи, веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето е тешкотија за духот. Да се биде искрен не значи да се биде суров или нелюбезен. Која штеди прачката го мрази својот син, на кој го љуби, го казнува на време. Тоа е мудрост на Соломон, сега не е во буквален смисол да ја земе прачката па да удараме по децата, но сепак значи треба да бидеме такви родители кои ќе имат мудрост да знаат како детето да го советуваат, па некојаш може и да се подвикне. Пријател е личност кој те сака повеќе отколку што заслужуваш. Стравот од Господ е училиште на мудроста. Подобро е да нагазиш на мечка, чии мечења се грабнати, отколку на безумник во неговата лудост. И тоа е мудрост од Соломона. Кој не грижлив за својата работа, брат му е на расипникот. Задоволниот човек има се во изобилство. Кој дели изобилно, се повеќе има. На друго место вели, подашна рака, она рака која дава, секогаш е благословена. Така да кога сме во можност, убаво е да подариме, да помогнеме на некој кој е можеби во немаштина или е послаб и економски, физички од нас. Среќата ни ги дава пријателите. Несреќата ги става на проба. Тие истите пријатели кои се нарекуваат можеби наши пријатели. Никој не е толку богат и славен да може да се откаже од една насмевка, нито толку сиромашен за да не може да ја подари. Затоа, ајде денеска да подаруваме насмевки, почитувани гледачи, тоа ништо не чини, а за некого може ќе биде отварање врата кон оптимизмот, кон радоста, кон среќата и кон убавиот ден. Животот не се мери со секунди, туку со моменти кои се исполниле со среќа. Бршките се патеписи на животот. Наистина, животот остава брчки на нашето тело, нашата кожа, во нашиот живот, но тоа се сепак патеписи, значи искуства кои сме ги стекнале. Не моли го Бога да ти го олесни товарот, туку моли го Бога да ти ги зацврсти плешките. Само раката на пријателот го вади трнот од срцето. Значи, само раката на пријателот го вади трнот од срцето. Не ми е жал што ги крадат моите идеи, туку ми е жал што немаат своји. Еве и тоа некој го доживел. Значи, не ми е жал што ги крадат моите идеи, туку ми е жал што немаат своји. Убавата жена е добра 3 месеци, а добрата жена е убава цел живот. Голема несреќа е кога човек не знае што сака, а вистинска катастрофа е кога не знае што може.
И еве уште една за крај денеска за ова емисија од рубриката Капки на мудроста. Мажот го заборава последниот бакнеж, а жената се уште го помни првиот. Еве мажите какви може да бидат, значи брзо заборава, но жената го памти првиот бакнеж. Еве тоа беа капки на мудроста за денеска, почитувани гледачи. Сега одиме да ја слушнеме и да ја видиме поракава од приказната за деца и за возрастни. Поучна приказна. Специјален гостин. Еден богат и влијателен човек подготвувал голема прослава по повод неговиот роден ден. И додека го прегледувал списокот на поканетите гости, отеднаш од некаде се појавила прекрасна и исклучително шармантна жена. Која сте вие? Прашал тој, погоден од низината убавина и низиното невообичаено харизматично присуство. Моето име е Љубов, одговори непознатата со топол глас и нежно се насмевнала. Домакинот не можел да ги тргне очите од неа и се чудел како да ја задржи подолго. Се чинило како жената ја исполнува собата со низиното необичаено присуство и тој се чувствувал особено спокоен и мирен. Во тој момент погледнал во листата на гости, која држел во раце и дошол до една идеја. Вечерва ќе има голема забава во мојот дом и многу би сакал да ве поканам. Ве молам, бидете мој специјален гостин, и рекол тој. О, ви благодарам за љубезната покана, но морам да ви кажам дека никогаш не сум сама. Имам многу пријатели кои се секогаш со мене и до мене. Значи, ако не ви пречи да дојдат и тие, со задоволство ќе бидам ваш гостин, одговорила љубовта. Се разбира дека не ми пречи. Има многу простор за сите во мојата куќа и ми е драго што ќе ги запознам вашите пријатели, одговорил домакинот. Вечерта почнала. Луѓето почнаа да доаѓаат. Еден по еден собите биле полни, а домакинот постојано ја барал љубовта помеѓу нив, но неа ја немало. Во еден момент тој забележал на вратата неколку луѓе што за прв пат ги гледал во животот. Тие имале беден изглед, биле облечени во искината стара облека, а некои изгледале болни и се движеле тешко. Кога батлерот почнал да ги испраќа, богаташ одведнаш сватил дека ова би можело да бидеат пријателите за кои мистериозната љубов им наредил да седнат на масата. Вечерта започнала. Вечерата била веќе поставена, но љубовта не дошла. Но домакинот ја почувствувал низината присутност, го обземал истиот мир и спокој кој го почувствувал во текот на денот. Сите негови стравови и грижи исчезнале, а неговото срце било исполнето со чувство на спокој и добрина. И во еден момент го слушнал познатиот топол глас. Дали се чувствувате добро со мене? Тешко е да се опише, иако јас не ве гледам, го чувствувам вашето присуство и ме исполнува со бескрајна топлина и неопислива среќа. Никогаш во мојот живот не сум се чувствувал толку опуштено и среќно. Мојата душа е полна со светлина. Го гледам значењето на работите за кои претходно не размислував, одговорил домакинот. Додека се грижите за моите пријатели, додека не одбивате да им помогнете на сиромашните и болните, јас секогаш ќе бидам со вас и секогаш ќе се чувствувате така, рекла љубовта. Но зошто не можам да ве видам, љубов, прашал домакинот, бидејќи се преселив во вашето срце, одговорила љубовта. Ја проследивме што току приказната за ово утро, почитувани гледачи, верувам пораката ја разбравме. Продолжуваме со утринскиот текст, утринската порака, што денеска ја наоѓаме во малиот пророк од Стариот Завет, во книгата Немија, 9 глава, 13 стих. Слезе на Синајската гора, им зборуваше од небото, им даде праведни наредби, цврсти закони, прекрасни заповеди и уредби.
Насловот на ова наша утринска порака гласи невидливиот владетел на Израел. Секаде на страниците на светата историја во која се зборува за Божјото постапување со неговиот избран народ, се наоѓаат свети траги на големиот Јасум. Никогаш на човечките синови не им било дадено поголемо и поочигледно откровение за неговата моќ и слава, отколку тогаш кога тој бил признат како единствен господар над Израел и кога на својот народ му го дал законот. Тука бил жезолот што не го носела човечка рака, а величествениот настап на невидливиот израелски цар бил несватливо величествен и влевал најдлабока стравопочит. Во сите тие откровенија на божественото присуство се покажувала Божјата слава преку Исуса Христа. Бог беше во Христа и светот го помири со себе. Христос бил темел и центар на целокупниот жртвен систем како во времето на патриарсите, така и во еврејскиот народ. Овој од падот на нашите први родители во грев, Бог не општил повеќе непосредно со луѓето. Отецот светот го предал во рацете на Исуса Христа со цел тој со своето дело на посредување да ги искупи луѓето и да го оправда авторитетот и светоста на Божиот закон. Секој општење меѓу небото и паднатиот човечки род е одржувано само преку Христа. Божиот син на нашите први родители им дал ветување за откупување. Тој бил оној кој во визија им се откривал на патриарсите. Токму тој бил оној кој со својот глас му го објавил законот на Израел. Среде величествената манифестација на божествената слава на Синајската гора, Христос во присуство на својот народ ги објавил 10 прописи на законот на Отецот. Токму тој бил оној кој на Мојсија му го дал законот напишан на камени плочи. Исус бил светлина на својот народ, светлина на светот и пред да дојде на земјата во човечки лик. Првиот зрак на светлина што ја пробил темнината во која гревот го одбил овој свет, дошол од Христа. Од него дошол и секој зрак на небесниот сјај што паднал врз земните жители. Во планот на откупувањето Христос е алфа и омега, прв и последен. Еве, почитувани гледачи, од ова утринска порака разбравме дека Христос е од вечноста. Тој не е само од Витлем кога се родил во човечко тело. Тој уште пред да се појави и Мојсей, и Аврам, и сите, и Адам, и Ева, и сите жители на оваа земја. Тој од вечноста. Тој го напишал и го дал и Божиот закон токму преку Мојсија. Значи, Исус е од вечноста, член на небесното тројство, но Исус е спасителот. Се што се создало, се што е создадено токму на оваа земја на кој ние денес живееме е производ на Исуса Христа. Секако заедно во согласно со тројството, со Отецот, со Исуса и со Светиот Дух. Слезе на Синајската гора, им зборуваше од небото, им даде праведни наредби, црсти закони, прекрасни заповеди и уредби. Нека тој невидлив владетел на Израел биде владетел и на нашите срца денеска и во нашите мисли и во нашите животи. Само преку Христа е нашето спасение, почитувани. Само Христос е тој кој го дал својот живот и не откупил од вечната смрт. Само преку Христа. Знам дека некои христијани обожаваат светци, обожаваат луѓе како посредници помеѓу Бога и човекот. Не, тие се покојни луѓе, биле можеби добри, но тие се во своите смртни почивалишта и чекаат промена, чекаат воскресение. Според Библијата не постои задгробен живот денеска во овој миг. Според Библијата душата не оди никаде. Душа не постои сама за себе, душата е спој на тело и на живот и ние сме производ душа жива. И затоа само преку Христа може да издействуваме спасение, почитувани гледачи. Нашите молитви, кои ги патуваме кон небесниот Татко, кон Отецот, треба да ги завршиме во името на Исус Христос, зашто тој е наш вистинскиот посредник и спасител. Христос бил темел и центар на целокупниот жртвен систем, како во времето на патриарсите, така и во еврејскиот период. Од падот на нашите први родители во грев, Бог не општел веќе непосредно со луѓето, туку преку Исуса Христа и секако преку пророците кои биле избрани да ја пренесуваат пораката
od Boga. Отецот светот го предал во Христови раце со цел тој со своето дело на посредување да ги искупи луѓето и да го оправда авторитетот и светоста на Божиот закон. Секое општење меѓу небото и паднатиот човечки род е одржувано само преку Исуса Христа. Божиот син на нашите први родители им дал ветување за откупување. Тој бил оној кој во визија им се открил и откривал на патриарсите. Нека ова мисла не води денеска, дека Христос треба да биде во центарот на нашите мисли, на нашето срце и во нашите животи. Одиме со песна повторно, почитувани гледачи, а потоа се враќаме повторно во живо во нашата емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. После ова убава детска песна се враќаме во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Следува рубриката за библиски личности. Овотре накратко сакам да спомнам за пророк Јона. Јона е интересен пророк, инаку името Јона значи гулаб. Тој напишал книгата на пророк Јона има само 4 глави. Живеел некаде 100 години пред Христа. Еден од еврејските пророци, мали пророци, ги има 12. Посебно е важен зашто има една интересна епизода во неговиот живот како преслика на Исуса Христа. Знаеме што направил Јона кога бил испратен од страна на Господа да проповеда во градот Ниневија. Тој наместо да отиде во Ниневија, отишол, сакал да замине за Тарсис, се спуштил доле во морето, влегол во брод и не го послушал Господа. И знаеме, Господ предизвикал бура во морето, така да морнарите се уплашиле и кога седнале да разговарат зошто тоа се случува, го пронашли Јона сокриен доле во бродот. И кога го прашале кој е, што е, тој признал, фрлили коцка и коцката се паднала на Јона
и го фрлиле во морето. Интересно, бурата престанала. Но историјата за Јона тека отпочнала кога Бог предизвикал една голема риба или кит, што било, да го проголта. И Јона 3 дена и 3 ноќи се молел под едни посебни услови, ненормални услови во стомакот на таа голема риба. Ветел дека ќе биде сега послушен и се што ќе каже Господ ќе го изврши. Така да Бог и наредил на таа голема риба да го исфрли Јона таму на брегот. Јона се враќа сега во Ниневија и проповеда 3 дена и 3 ноќи. Односно, тој град е голем, 120.000 жители и морал неколку дени да проповеда. И кога испроповедал, тој ја завршил својата мисионерска работа, се качил горе на ридот, направил една сеница, бидејќи било многу жешко, и чекајки сега Господ да изврши наредбата да го уништи градот со оган. Меѓутоа, во меѓувреме, кога таа вест стигнала до царот, до градоначалникот, тој наредил пост и молитва да се покајат сите жители, зашто Господ има намера да го уништи градот, но ако се покајат, Господ ќе промени одлуката. И навистина така се случило. Народот постеле, Бог се смилувал, а Јона се уште чека горе извршување на она што тој го проповеда дека Господ ќе го уништи градот. И ја знаеме сега историјата, ви кои може би се уште не ја сте прочитале таа приказ на вистините, ве молам прочитајте во вашите Библии, во книгата на пророк Јоне. Има само 4 глави, брзо се чита, интересно е. Но овде е пораката за нас колку сме ние брзи да се лутиме. Јона се налутил што Господ не извршил наредбата, а горе се случувало уште нешто друго. Бог пуштил да изникне една тиква која му правила сенка на Јона и така натаму Бог после испратил црв. Тиквата брзо вене, знаете, на сонце, и Јона почнал да се лути. Господ му вели: Јоне, ти се лутиш за една тиква што не си ја нити сејал, нити копал, а како мене да не ми е жал за 120.000 жители кои беа на работна амбисот, но се покаи, сега јас им давам нова шанса. Ете, почитувани гледачи, тоа е пораката утринска за Јона. Интересна библиска личност, човек кој единствен во историјата на човештвото да преживее 3 дена и 3 ноќи во утробата на големата риба, на големиот кит. Но тоа е било Божје провидение, бидејќи Јона ќе биде слика и преслика за Исуса Христа, кој ќе биде исто така 3 дена во утробата на земјата. Знаеме кој ќе биде растнат. Значи, Јона 3 дневен престој во утробата на еден голем кит, како што Исус ќе биде 3 дена во утробата на земјата и ќе стане од мртвите, ќе воскресне. Не можеше никој Исуса да го запре, кога тоа неделно утро ангел Гаврило дошол пред гробот и кога рекол: Исусе, таткото те вика. Значи, повеќе за Јона читајте, ве молам, почитувани гледачи, ако имате време, во неговата книга, во Стариот Завет, книга на пророк Јоне. Нека Јона не биде пример, да не бидеме ние така непослушни, за да учиме тешки лекции, па да бидеме послушни. Туку, кога Господ ќе ни упати порака, да го послушаме, зашто Господ има најдобри намери за нас и најдобри планови. Одиме сега повторно со песна, почитувани гледачи, и ќе се вратиме повторно во емисија. Svestan sam da sam ne mogu ja da budem pobednik u borbi, ali imam zakon svoj na steni, kad tebi verujem, moj prijatelj, za uvek ćeš ti. Budi tu kada dođe
sve što sam ja, da tebi ugodim. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Mnoga pitanja i lutanja moj život donosi, ne vidim izlaz iz problema, ali imam zaklon svoj na steni, kad tebi verujem, moj prijatelj, za uvek bit ćeš ti. Budi tu kada dođe nevolja, budi tu kad sigurnost trebam ja. Bože, dajem ti sve što sam ja, da tebi ugodim. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Budi tu kada dođe nevolja, budi tu kad sigurnost trebam ja. Bože, dajem ti sve što sam ja, da tebi ugodim. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Pozdrav do svite vas, dragi gledači koji v međuvreme se vključivte, a sledite v živo našата programa. Следува рубриката за нашите градови, за нашите села, водопади. Овој пат се одлучив да кажеме неколку зборови за Делчево, мало градче на исток од нашата земја. Интересно, до 1950 година Делчево имало друго име – Царево село. Вие постарите можеби се сеќавате. Како и да е, од 1950 година навамо Царево село добива ново име Делчево. Сместене во областа Пијанец, во близина на границата со Бугарија. Делчево, според едно предание, во византинско време се викало дори и Василево, како грчка варијанта на словенското Царево. За прв пат како населба, Царево село се спомнува во една повелба на цар Душан од 1347 година до 1350 година. Со неа тој му подарил повеќе место и ниви од Пијанец на манастирот од Лесново. Во турско време Делчево се нарекувало и Султанија, по аналогија на изворното име. Интересно тоа место колку имења имало во минатото. До 17. век населбата лежела на десната страна на реката Брегалница, на денешниот топоним Селиште, поточно под ридот Острец, близу до патот што води за Бугарија. Имаме сега тука многу интересни историски податоци, балкански светски војни, бидејќи Делчево е раскрсница према Источна Македонија и према соседна Бугарија, така да овде се одвивале интересни војни. Еве, например, за време на балканските војни, голем број на турското население
го напуштило градот, така што во 1914 година бројот на жителите изнесувал 1701. По овие војни дошла нова македонска населничка струја од околните села, а најмногу од пасивните села Бигла, Селник и Драмче, кои ги купувале турските имоти. Значи, кога турците ги напуштиле тие краишта, доаѓале македонски жители од околните села и се населувале. Во 1931 година бројот на населението се зголемило на 3746. Потоа се продолжило со иселување на турското население во Турција, особено во 1953 година, каде што голем број на македонски семејства се преселуваат од околните села, така да бројот се зголемува. Од Скопје Делчево е оддалечено 164 километри. Интересно, во близина на Делчо се наоѓа планината Голак. Таму сум бил неколку пати. Ако имате прилика, посетете го тој дел на нашата земја, почитувани гледачи, има убава природа и може да се ужива во таа убава шума. Некои велат дека од врвот на таа планина таму се поставени многу антени, војни антени кои радари, може да кажеме, го наблюдуваат овој дел скроз до турскиот дел. Интересна е климата, значи топло е, континентална клима, со суви лета, а зимо е доста студено, затоа што има околу се планини. Што се однесува до жители, до 2002 година имало 10.761 македонец, турци 97, роми 564, има власи, срби 25 и останати жители 43. Така да, тоа е една, тука е Пехчево и Делчево, значи тоа се две братски општини, меѓутоа Делчево е интересно место со борова шума. На жалост, ова лето таму изби голем пожар, како што знаете, и многу од таа шума беше уништена. Како и да е, толку денеска за Делчево. Што се однесува до здравствените совети, почитувани гледачи, сакам накратко да спомнам за тутунот. Во претходната емисија зборувавме за штетноста на алкохолот, но тутунот убиец број 1. Секои 4 секунди тутунот убива по еден човек. Тутунот е смртоносен во било каква форма и го загрозува здравјето на белите дробови на сите кои се изложени на него. Тутунот убива едно лице, како што спомнав, на секои 4 секунди. Поновите производи од тутун содржат химикали слични на оние во традиционалните тутунски производи и исто така се штетни за здравјето. Делува на белите дробови штетно, милиони смртни случаи предизвикани од болест поврзана со тутунот се вознемирувачки, но уште вознемирувачко е огромното страдање што го предизвикува ова болест на оние така наречени пасивни пушачи. Значи, на оние пасивни пушачи кои јас не пушам, ама ако сум во канцеларија, тука со мене сега во студио, ако се наоѓа човек кој пуши, фактички и јас сум пасивен пушач. Со само еден здив, стотици токсини во тутунскиот чад почнуваат да ги оштетуваат белите дробови. Кога се вдишува чад од тутун, структурите кои го чистат слузот и нечистотијата од дишните патишта се парализирани. Штетните ефекти од тутунскиот чад врз белите дробови се речиси непосредно. Чадот од тутунот предизвикува намалување на функцијата на белите дробови. Едноставно, ако сте пушач, почитувани гледачи, гледајте да се ослободите. Тоа е зло број 1. Голем порок, ништо не добивате, само ги палите парите и ги трошите. Ништо друго не добивате, а добивате само повеќе болести. Затоа можеме без цигара. Никој не се родил со цигара во уста. Тоа е една стекната навика, многу лоша, која се прави во текот на
животот. Зборуваме во наредните емисии за кафето колку е штетно. Меѓутоа, кафето и цигарата, тие се така тесно поврзани. Значи, човек кој пуши, пие и кафе, тој си го бетонира своето лошо здравје. Зошто да внесуваме такви елементи кои можеме да ги избегнеме? Не можеме да го избегнеме, например, воздухот или водата што ја пиеме секојдневно и воздухот кој го дишеме. Меѓутоа, ајде да се ослободиме од тој порок, од заканата на нашите бели дробови, од чадот на тутунот. Еве, на глобално ниво 1,8 милиони смртни случаи предизвикани од рак на белите дробови. Годишно милиони луѓе умираат. Пушењето тутун е најчеста причина за рак на белите дробови, што предизвикува приближно 1,2 милиони смртни случаи на рак на белите дробови секоја година. Хронична белодробна болест, која се предизвикува посебно кај пушачите. Туберкулоза, исто така може да добиете ако сте пушач. Астма. Астмата е хронична болест на белите дробови што предизвикува воспаление и повторливи напади на недостаток на воздух и отежнато дишење. Според СЗО, тоа е значи Светската здравствена организација, проценува дека во моментот 235 милиони луѓе страдаат од астма. Дишувањето на тутунскиот чад е еден од главните предизвикувачи за развој и влошување на астмата. Кај луѓето кои живеат со астма, пушењето тутун дополнително ја ограничува активноста, придонесува за попреченост во работата и го зголемува ризикот од тешка астма која бара итна медицинска помош. И сега овде Светската здравствена организација препорачува намалување на производството на тутун. Меѓутоа, на жалост, големите земји, па и нашата земја Македонија не се откажува од производство на тутун, затоа што се заработуваат милионски долари од тутун, секако од продажба. Тука и населението добива субвенции, добива пари за тоа, тој тутун што го произведуваат, меѓутоа после луѓето заболуваат, државата ги лечи и тоа повторно оди во круг. Затоа, ајде, нашите ниви нека се заменат наместо тутун со некои други артикли, производи кои се хранливи и кои исто така носат пари за општеството. Тутунот е извор на многу болести и затоа ние сме ковачи на нашето здравје. Никој не може да не натера да ни стави цигара во уста, тоа ние доброволно го правиме. Земете само една кутија на цигари и прочитајте што пишува од надвор. Порано имаше слики со рак на уста, на гркланот или на некои други делови од телото, сега тоа го забранија, зашто биле многу вознемирувачки, сега само пишува штетно и по здравјето или предизвикува рак или така натаму. Значи, вие кои пушите, само земете и прочитајте го насловот на кутијата од цигара. Тие се така убаво спаковани, така се убави дизајнирани, прилични за око и многу луѓе тука спаѓаат во тие замки. Затоа, ајде да се ослободиме од таа штетна навика од користење на тутун. Утро сакам да споделам почитувани гледачи еден рецепт во рамките на ова рубрика за здравје, односно совети за здравјето. Макало од авокадо. Авокадото го има на нашите пазари, во нашите продавници, кој е многу скапо за наши услови, за нашите финансиски можности, но може би некој имате можност барем едно авокадо да купите седмично или повеќе. Што е се потребно за да направите макало од авокадо? Малку сол, една пиперка, 2 чешњиња лук, една лажица лимонов сок, 150 грама домат, 400 грама авокадо, малку црн бибер и како тоа ќе го подготвите. Авокадото потекнува од Мексико, парим да кажеме неколку реченици. Се смета дека овој рецепт за прв пат е направен од страна на ацтеките. По доаѓањето на шпанците, овој рецепт станал омилен и во цела Шпанија. Денес во продавниците може да се најде и готов таква макало во Шпанија. Како да го подготвите? Авокадото
ispasirajte go so viluška. Znači se lupi, odnosno da se vadi natre onoj del, se lupi i so viluška se pasira. No da ostane na sitni parčenca, da ne bide celosno ispasiran. Dodadite gi, ostanatite sostojki i pomešajte ki, napravite jedno vkusno, zdravo predce avokado. Znači što je potrebno? Pipjerka jedna, 4 češinja luk, 2 lažice limonov sok, 150 grama domat, 400 grama avokado, to može biti znači 2 takvi kako jabolki golim avokada, malko crn biber, sve to može ga napraviti za 15 minuti i da imate vkusno makalo. Neka vi je na zdravlje. Odem сега да направим една пауза со уште една песна, и потоа ќе отидеме и ќе се вратиме на последната рубрика. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom, moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je tvoj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližni od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Почитувани гледачи, благодарам сите ваши поздрави што ги упатувате до нас, до нашата емисија, и ние ви возвраќаме од студиото на Радио Глас на надежта од Кавадарци, од нашата и ваша емисија, која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Дојдовме до последната рубрика во нашата емисија, зборуваме за Библијата, односно и археологијата која потврдува веродостојноста на Светото писмо на Библијата. Денеска би прочитал нешто за Асурбанипал и Манасија. Благодарение на сирската сила, која во тоа време била на врвот од својата моќ, и на Јуда, кој поминувал низ период на најголеми слабости, Манасија станал понизен слуга на Асурбанипал. Кога овој асирски цар поминувал низ земјата на Јуда во поход против Египет, барал одреден број војници од западните цареви, вклучувајќи го и царот Манасија. Во првиот воен поход тргнав против Египет и Етиопија царот
на Египет и Етиопија Тирака, ја забореви моќта на Саура и се потпревра својата собствена сила. За време на мојот поход против Египет 22 цара од морскиот брег, од островите и копното, по пописот што следи ги опфаќа и царот Манасија од Јуда. Слугите што ми припаѓаа мене ми донесоа големи подароци и ми ги бакнаа нозете. Тие цареве ги натерав со нивната војска и со нивните бродови да ја следат мојата војска по копно и по морски пат. Ова се текстови кои се пронајдени од страна на археолозите. Асурбанипал се спомнува и во Ездра 4 глава во некои преводи под името Асенафар. Одредена фонетска анализа може да го објасни овој облик на името. На Асурбанипала, исто како и на Есархедона, овде му се припишува дека протерените народи ги населил во Самарија. Жителите од Дин, Афасахат, Тарпел, Афарес, Ерех, Вавилон, Суза, Деха, Елам. Тоа се цитати од книгата Ездра 4 глава 9 и 10 стих. Една интересна епизода од животот на Манасија која може да биде во врска со Асурбанипала е опишана во втората книга Летописи 33 глава од 11 до 13 стих. Го окова Манасија во окови, го врза со вериги и го одведува во Вавилон. И во таа тешка неволја тој почна да го моли својот Господ Бог и длабоко се понизи пред Бога на своите предци. Му се помоли нему и Бог се приклони кон него, ја чу неговата молба и го врати во Ерусалим во неговото царство. Еве, почитувани гледачи, само дел прочитав од овие извештаи на археолозите кои ја потврдуваат Библијата и сите тие веродостојни написи што ние ги читаме во Светото писмо, што туку прочитав за Манасија кој се помолил на Бога и повторно го вратил на престолот, иако тој отстапил од Божите правила. Но ова некои го спорувале дека не било точно, но археолозите пронашле докази в земја кога вршеле искупувања и пронашле тие податоци и уште еднаш ја потврдиле веродостојноста на Библијата на Светото писмо. Затоа сите вие кои сакате да имате ваше Свето писмо во ваши собствени раце, во вашите домови, пишете ни, почитувани гледачи, а ние ќе ви испратиме или нашите соработници ќе ви донесат на домашна адреса Свето писмо, Библија на македонски јазик. Еве, драги гледачи, полека дојдовме до крајот и на оваа наша денешна утринска емисија. Се друживме целова седмица, од понеделник, денеска е петок, пред нас е викенд, имаме кратка пауза, затоа сакам да ве поздравам сите вас, останете одговорни, чувајте се, молете се на Бога, Бог да раководи со вашите животи, зашто се поминува на оваа земја. Чувајте го вашиот карактер, кој единствено ќе го однесеме на оној свет што се вели, односно да бидеме еден ден со Господа, со нашите нови карактери, што Господ едноставно ќе ни помогне да ги изградиме тие карактери според неговата волја. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, ќе се видиме во понеделник, наредниот понеделник, во исто време, во 8 часот и 30 минути. До тогаш, останете со здравје. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.